Со помош на ХАСАП системот се врши идентификација, проценка и контрола на опасностите што се значајни за безбедноста на храната. Примената на системот е базирана на добра производствена и хигиенска пракса, кои се заснуваат на анализите и критичните контролни точки во процесот на подготовката и послужувањето на храната. В рамките на нашиот закон, уште 2009 година, напишавме дека имплементацијата на ХАСАП стандардот е задолжителна. Целта е да обезбедиме една добра контрола и да обезбедиме безбедна храна за нашите потрошувачи. Голем дел од угостителите веќе имаат имплементирано добри предусловни програми, односно добра производна и добра хигиенска пракса и голем дел имаат имплементирано и ХАСАП. Меѓутоа, секојдневно сме сведоци дека се отвараат многу нови оператори со храна и од црпејќи го искуството од терен од нашите колеги, од инспекторите, утврдивме дека сепак треба да продолжиме со едукациите од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Во Република Македонија има 12.000 оператори, додека во гостиварско има околу 40 на угостители во кои се спроведува ХАСАП системот. Секој угостител треба да има имплементирано предусловни програми, добра хигиенска пракса и добра производна пракса. Отприлика тоа се 11 предусловни програми и секоја предусловна програма е предвидена во зависност од големината на објектот. Сигурно дека сите 11 предусловни програми не би биле не би биле прифатени и не би биле во можност да бидат прифатени од страна на една сендвичара, за разлика од тие предусловни програми во еден ресторан. Сепак големината на објектот и искуството на операторот со храна зависи кој од предусловните програми ќе ги имплементира во својот објект. Заради интензивирање на имплементацијата на овие безбедносни системи кои се однесуваат на подготовката на храната во угостителството, предвидени се 24 работилници во земјава кои ќе се одржат во повеќе градови.